Кафе барот Спикизи беше домакин на денешната промоција на романот Исповеди на еден психотичен ум, првенче на авторот Владимир Ристевски. По презентацијата на романот поразговаравме со авторот за историјата помеѓу него и пишаниот збор. За него пишувањето представува нешто што помага на човекот да ги сподели најдлабоките и најинтимните мисли, што воедно е карактеристика на неговото прво дело. Пишувањето е нешто што помага на човек да ги ослободи, да речеме, најинтимните, најдлабоките мисли. Многу интересно, пошто многу често се поврзува со психологија, каде што се што на го напишеш, кога ќе излезе од тебе, кога го прочиташ понатаму како еден производ, многу поинаку звучи ако се прочита, речеме, неколку месеца понатаму. И тоа ми беше мене од најмали години начин како да канализирам и да сватам се оно што се случува во моите мисли, во мојот памет, во мојот ум, и од тука почна целата приказна. Идејата за психотичен ум ја добива уште од млади години, во своите рани почетоци на творење. Интернет платформата му послужила преку имагинарниот лик да ги искаже своите најдлабоки размислувања. Искрено, имаше една многу интересна комбинација која почна блог платформата прва во Македонија. Имав баш таков блог, пошто кога требаше да размислам какво име треба да смислам за блогот, Исповеди ми беше некако најинтересно, бидејќи тоа лично и интимно покажуваше што размислував во тој момент, а психотичен ум ми беше како еден псевдоним кој што решив од тој момент натаму да го користам постојано во начинот на кој што се представував на интернет. Едноставно остана, бидејќи дел од расказите што ги пишував беа поврзани со една тема која што многу одговараше на тој профил, и затоа решив и првиот роман да го има и тоа име. На промоцијата на романот забележителен беше бројот на млади луѓе и негови следбеници, кои со нетрпение чекаа Ристевски да им го потпише нивниот примерок. Очекувањата беа големи, но не се сомневаа дека нивниот умилен автор ќе оправда долгогодишната доверба. Велат како негови редовни следбеници пресрекни се што неговата мисла конечно ќе биде преточена во пишан збор. Со оглед на тоа што Владимир го знам веќе неколку години и знам кој му е стилот, мислам дека ќе ги надмина моите очекувања оваа книга. Ристевски вели дека и недолгиот пат започнува со првиот чекор, па така неговите читатели многу наскоро ќе може да очекуваат нова едиција во сличен концепт, чија главна тема ќе биде секојдневието на луѓето. Но сметам дека од овие раскази, од овие 3 серијала кои што се споја во еден, да речеме, интересен роман, концептот и стилот би продолжили во еден нов роман, кој што ќе фати една малку поинаква тема, пак ќе ги има тие секојдневни ситуации, тие поинтересни и реални диалози како што се случуваат во вистинскиот живот, меѓутоа ќе фати една тема која што уште повеќе табу во Македонија, за кој што ретко кој се осмелува да напише нешто повеќе. Пасијата за пишувањето продолжува, што преку неговиот интернет портал, а друг дел низ активностите на маркетинг агенцијата Pixel. Како што би кажали повеќето автори, бидејќи јас лично сум филолог по професија, викаат дека најдобрите автори пишуваат од тугите искуства. Има тука доста од тоа што го гледам околу мене, од тоа што го слушам, има секако дел дози на мои лични карактеристики во расказите и во самиот роман, меѓутоа најмногу се темели тоа на тоа што секојдневно го гледам. Кафулето во која се одржа промоцијата на романот беше претесно да ги собере сите заинтересирани читатели и следбеници. Деби романот на Ристевски заинтересираните може да го најдат во продажната мрежа на книжарницата 3, а најновите размислувања на психотичниот ум ќе може да ги дознаат на социјалните мрежи.